Ова достигнување до сега со двете номинации е едно од најважните достигнувања во мојот живот до сега. И општо за кинематографијата на Македонија е едно од најважните достигнувања, бидејќи не се случило до сега вакво нешто ниту во регионов. Се надевам дека секако ќе одиме и подалеку од тоа, дека ќе земаме и награда. Очекувањата се огромни од страна на National Geographic за ова. Особено бидејќи во меѓувреме филмот зеде уште 3 премногу битни номинации кои што се очекуваат во есенскиот период да се реализираат. Тоа се Grierson наградите кои што се едни од најбитните документаристички награди во Велика Британија по документаристот Џон Grierson. Таму имаме номинација за најдобар документарен филм и при тоа имаме уште 2 номинации на Green Panda, на зелена панда наградите кои што се сметаат за зелените Оскари, исто така во Британија, и се доделуваат на најдобри документарни филмови во област на животна средина, односно wildlife. I'm pretty sure this is great recognition for Macedonian cinema. It's a great honor, and this project has been a passion project for me and Tamara. We went out there, we discovered the story, we executed it. It was difficult in the beginning, considering we were self-producing it. Once we had the production on board from the States, things started bringing us a little bit on top of the water. But up until then, a lot of it was self-funded, and we're essentially taking a big risk into the unknown. And I'm glad it paid off, and I'm sure it did pay off. За мене е многу битно да ја најдам таа посебна нишка која што ги поврзува на некој начин чувствата на луѓето на секаде во светов. И многу истражувам на таа тема, многу истражувам за тие за таа блискост меѓу различните култури и што може да ги допре од најзападните до најисточните култури. На некој начин во Медена земја некако ја откривме таа тајна, да кажам. Овој пат со Силјан на некој начин се чувствувам дека се постигна истото чувство, бидејќи на крајот од денот сите реагираат на тој момент на оддалување на фамилијата, на миграција, на односот со природата, на љубов која што може да се развие меѓу човек и животно и една посебна врска. Меѓутоа и самата самотија за која што зборува филмот и самата битка на таа заедница е нешто со кое што многу култури и во денешно време може да се поврзат. Особено битката на земјоделците со кој што и Америка, и цела Европа, и цел Исток е на некој начин, и цел свет. Најубавата награда од процесот на создавање на документарен филм е всушност самото создавање и самата интеракција со тие посебни светови. Меѓутоа, ваквите признанија од овој тип се една посебна друга радост, која што нормално дека носи огромно задоволство, бидејќи ги извојуваат моите филмови, мојата работа на едно највисоко ниво во филмската кинематографија на светско ниво. Well, it was quite challenging because, not only did we have to deal with humans that you have to, gain their trust in order to get intimacy, but it was also wild birds, storks, and you have to absolutely get their trust in order to come anywhere close to them. This was important to us because we didn't just want to film
our subjects from afar, but we wanted to be physically close in order to also utilize wider lenses and create a different kind of look. We really did study the birds for many years. We spent time with generations of storks to understand their offspring, to get to know those, and then to get to know the offspring of that offspring, to gain their trust, to understand also how they're behaving. It was a real research into the wildlife that we did. I'd say filming the storks on the landfill was probably the most challenging, both physically but also emotionally, because it's quite a heavy. It's quite a heavy environment, and it's very challenging to execute, essentially. Currently, me and Tamara, we're developing a new documentary in a country very far away. It's on the other side of the world. It started off similar to the Stork project, with a tiny little snowball which ended up growing and growing. And I think that's the way to go. На големо го спремаме документарниот филм за ископувачите на мамутски заби и коски кои што се случува во Сибир, и играниот филм кој што горе-долу го работиме со некоја иста екипа која се врти вокруг цело време. Тоа е Човек против јато и тоа е во својата завршна фаза и се чека наскоро премиера. Документарниот филм е една посебна форма на страст и навистина тешка форма, можеби најтешката форма во филмската уметност, бидејќи се заснова на многу неисконтролирани услови од кои што се очекува да биде направена една приказна. И условите на работа се навистина тешки. Најтешкиот дел дефинитивно е менталната способност да се издржи тој процес, не знаејќи колку ќе трае. Меѓутоа, за мене тоа е навистина страста која што ме движи во животот, да го правам тоа. И сакам да ја искористам приликата да викнам што повеќе млади луѓе да се занимаваат со документарен филм, бидејќи сметам дека Македонија е поднебието кое што навистина нуди можност во секоја смисла на зборот, и тематски, меѓутоа и во соработка со народот, за навистина мокни документарни филмови кои што можат многу далеку да одекнат.